Струшките вечери на поезијата, како еден од најстарите и најзначајните светски поетски фестивали, и оваа година ќе се одржи во стандардниот фестивалски термин од 24 до 28 август, во своето автентично издание и на веќе препознатливите локации, со свечено отворање на платото пред Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга. Годинешното фестивалско издание ќе се одржува под мотото Чустостворен јазик, со намера да се потенцира оној аспект на поезијата и на поетскиот јазик, како јазик творен, односно создаден од чувства, но и јазик што создава чувства. Со ова мото сакаме да го потенцираме оној аспект на поезијата и поетскиот јазик, како јазик створен, односно создаден од чувства, но и јазик што создава чувства. Исто така сакаме да ја потенцираме моќта на поезијата, да создава нови зборови, да ја менува, односно да ја збогатува нашата представа за светот. Па во таа смисла тај чудотворен јазик. Ваквиот поетски јазик е предизвик и за најновите трендови на алгоритмите на вештачка интелигенција, кои што генерираат јазик врз поинакви принципи, врз принципите на семантички корелации и математички пресметки. Во програмата на Струшките вечери на поезијата, оваа година е предвидена тркалезна маса на тема поетскиот јазик и вештачката интелигенција. На Струшките вечери 2023 поетски читања ќе имаат повеќе од 25 странски поети, како и домашни поети од постарата, но и од помладата генерација. Оваа година во рамки на јубилеот на одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, на програмата на фестивалот се предвидени и неколку содржини. Меѓу нив изложба на фотографии од учеството на Шопов на Струшките вечери на поезијата и неговиот огромен придонес за основањето и развојот на фестивалот. Промоција на неколку преведени изданија на Шопов на повеќе јазици, како и свечен настан по повод јубилеот, кој ќе се одржи во Света Софија на 26 јуни пред портретот на лауреатот на годинешното издание. Во рамки на програмата предвидени се портрети на добитниците на наградите Мостови на Струга. Годинешниот добитник е ирскиот поет Гевин Бредли, кој живее и работи во Канада, како и портретот на добитникот на наградата Браќа Миладиновци за 2023 година, кој ќе биде објавен на самиот почеток на месец август. Дел од фестивалот ќе биде и специјалниот настан, поврзан со настапот на избраните поети од платформата Версополис, проект подржан од Европската комисија, во кој Струшките вечери на поезијата се дел од 2014 година. Од изданијата на Струшките вечери освен монографијата за добитникот на Златен венец, зборникот на фестивалот оваа година ќе биде во проширено издание, па ќе го има и во електронско издание. Потоа го имаме тријазичното издание на добитникот на наградата Браќа Миладиновци за минатата година, шестистен поет Зоран Анчевски, како и изданието на добитникот на Мостови на Струга. Во чест на јубилеот 60 години од востанувањето на наградата Браќа Миладиновци, која што за прв пат му е дадена на математички 1960 година, ќе биде издадена антологија за поезијата и флората насловена меѓу дрвијата, чиј приредуваше нашиот истакнат македонски поет, универзитетски професор и философ Иван Джебаровски. Ова антологија содржи избор од поетското творевство на досегашните добитници на наградата, во чии песни се застапени мотивите на флората и го активизира книжевно-теоријскиот пристап на екопоезијата и екокритиката. По повод јубилеот 200 години од раѓањето на Шандор Петефи во соработка со унгарската амбасада, на Струшките вечери на поезијата ќе биде отворена изложба за животот и делото на овој славен унгарски поет. Презентирајќи делови од програмата, директорот Тасевски ги издвои поетскиот портрет што годинава е посветен на Владо Урошевиќ, што на 26 август, според традицијата, ќе се одржи во Катедралната црква Света Софија во Охрид. Инаку на пресконференцијата беше презентирана редизајнираната и оптимизирана интернет страница на фестивалот со нови технички и аудиовизуелни можности и проширени капацитети за вметнување на нови содржини.